Добро утро и од мене, почитувани. Да зборуваме малку и за убави нешта во следниве неколку минути. Како што гледате, јас се наоѓам во канцеларија. Денеска е 26 март и ни преостануваат уште од прилика 23 дена до големиот христијански празник Великден. За 23 дена ви предлагаме да размислувате малце позитивно, односно да почнете да се подготвувате околу овој празник, односно што можете да направите околу декорациите полека со вашето семејство, посебно доколку сте во самоизолација, соберете го целото семејство и направете нешто интересно. Јас денеска се одлучив да направам пченична великденска трева, ќе ја засадам со помош на памук. Колку и да ви личи ова невозможно, е многу лесно и многу едноставно, па ви предлагам и вие да го направите. Се што ви е потребно е секако пченично зрно, еден сад во кој што сакате да ја засадите пченичната трева и памук и вода. Тоа ви се основните намирници со кои што ја засадувате оваа пченична трева. Пченичната трева е многу интересна затоа што откако ќе порасне е буквално декорација за вашиот дом. Па на тој начин можете да ги ставате вашите великденски јајца, но и воедно пченичната трева можете да ја користите и како украс во вашиот дом и така како цвеќе, бидејќи нели календарски е пролет, но временските услови надвор не го покажуваат тоа, па да си направиме ние да ја внесеме пролетта во нашиот дом. Ќе започнеме со засадувањето на нашата пченична трева. Пченичното зрно го оставив 2 дена да рти во вода. Ова е со цел да се појават никулци. За жал мене не ми се појавија никулци, се надевам дека вие ќе имате среќа во тоа, но тоа не е толку страшно и да не ја оставите во вода пченицата, може да се посее и без да отстои. Целта да отстои во вода е за побрзо да ви порасне тревата. Сега ќе започнеме со нашиот експеримент. Вадиме малку памук. Јас одбрав мал здела, мал сад. Секако оставив поголема пченица затоа што сакам да посеам во повеќе садови, така и вие можете да си направите дома, односно ќе ставиме малку повеќе памук. Односно во различни големини на садови да го украсите вашиот дом на интересен начин. А воедно на тој начин можете и на вашите малечки дома да им направите забава и игра. Важно е да памукот кој што го ставаме во садот да биде натопен со многу вода. Затоа користиме прскалка за да ни биде поедноставно. Го натопуваме. Откако добро го натопивме памукот, земаме од пченичното зрно и посејуваме на нашата површина, на површината која што сме ја поставиле со памук. Ова е, како што кажав, мала здела, но секако вие може да искористите и многу поголеми здели за да имате поголемо цвеќе. Откако ќе посадите пченицата, попрскувате повторно со вода. Важно е да биде влажна, односно да има вода, затоа што така побрзо ќе ви порасне тревата и секако наводнувајте ја во текот на секој ден помалку за да има влажност. Откако ќе ја посадите, ја ставате на некое суво и топло место, но никако во близина на грејно тело, затоа што на тој начин ќе ја исушите.
Според одредени примери расте за отприлика од 10 до 15 дена. Ние ви предлагаме да го направите ова денес или деновиве и секако ве очекуваме да ги испратите вашите фотографии до Великден на нашата адреса, па да видиме како успеал вашиот експеримент. Откако ја засадивме пченицата, важно е да ви кажеме дека покрај тоа што е убав декоративен дел за вашиот дом, пченицата е многу корисна и здрава за консумирање, па така листовите, односно тревата која што ќе никне, можете да ја консумирате во форма на чај. Ќе ја скинете, ќе ја измиете добро и ќе ја ставите во соковник или во блендер и тој сок можете да го консумирате буквално секој ден на гладен стомак. Се препорачува да се консумира, бидејќи е корисен за имунитетот, за детоксикација, односно прочистување на вашиот организам, а воедно се препорачува и доколку ве боли грлото. Значи покрај тоа што е убав и декоративен момент, е исто така и многу здрав производ, па затоа ви предлагаме да го направите и се надевам дека ќе го прифатите нашиот предизвик. Ви посакувам добро здравје и одовде ве поздравувам. Чувајте се и седете дома.